Вниманието на политичката елита и медиумите повторно е насочено кон Македонија по вчерашната одлука на Европската Унија за условен старт на преговорите во јуни идната година. Ваквиот компромис, според анализите на американскиот Financial Times, очигледно следува пожестокото противење на Франција за проширување на Унијата. Весникот предупредува и дека овој пресврт може да наштети на договорот со Грција, кој поради несогласувањата во двете земји и без тоа стои на стаклени нозе. Одложувањето е исто така кимнување со глава на француските грижи, дека непосредниот почеток на разговорите за проширување би им бил од корист на антиимигрантските, екстремно десничарски партии пред европските избори во мај. Анализира Financial Times. Сепак Макрон и натаму не одстапува од ставот, додека пак францускиот амбасадор во земјава Кристијан Тимоние тврди дека со одлуката на ЕУ, освен конкретни задачи, Македонија добива и признание за напорите. Се работи за еден урамнотежен текст кој ги одразува напорите кои беа направени од страна на оваа земја и напорите кои остануваат да се направат. Со еден збор да кажам напред, одете само напред. Ставот на Франција беше познат и познат е од вчера. Сега се наоѓа на одобрување пред шефовите на држави и влади на следниот состанок што ќе следи на самитот. Вели францускиот амбасадор Кристијан Тимоние во одговор на новинарско прашање. Бугарија пак смета дека одлуката на Советот на министри можела да биде и похрабра, но и покрај тоа шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева по состанокот изјави дека била донесена одлука во полза на цела Европа. Нема да кријам дека не беше лесно. Ова решение не само што ја зголемува довербата во ЕУ, туку покажува дека ги исполнуваме обврските што ги преземавме кон граѓаните во овој регион, а европската перспектива на земјите од Западен Балкан не е само декларативна. Тоа е само почеток. Процесот почнува допрва. Има многу работа да се заврши. Рече Захариева, отворена поддршка упатија и дел од европратениците. Одлуката ја поздрави пратеникот Едвард Кукан, кој смета дека Македонија заслужува јасен сигнал за почеток на преговорите. Една година им беше дадена на земјите да стигнат до преговарачката маса, што ги рефлектира внатрешните дискусии за процесот на проширување во Советот. Потпуно ги поддржувам Албанија и Македонија во овој процес и имам доверба во нивната заложба кон реформската агенда. Изјави Кукан. На вчерашниот состанок на европските министри за надворешни работи меѓу најгласните поддржувачи на Македонија биле германскиот министер Михаел Рот и шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас. Тој според пишувањата на грчки катимерини со страст и упорност ги презентирал придобивките од стартот на преговарачкиот процес. Сепак овие негови напори не ги премислија Франција, Холандија и Данска, поради што европската иднина на земјава беше неизвестна до самиот крај на седмицата.